Од вашиот глас на 24 март ќе зависи дали Општина Пробиштип ќе добие совет со кандидати за советници кои што стоат позади мене, со луѓе кои што имаат визија, кои што имаат идеи за развој на нашата општина. Овие советници се надевам дека ќе добиеме мнозинство во советот на нашата општина и неуморно ќе работиме во поддршка на се она што е предвидено во изборната програма, ќе даваме целосно поддршката на нашиот градоначелник Тони Тоневски, се со цел да можеме да го оствариме, да можеме да го реализираме се она што е ветено во изборната програма 2013-2017 година. Ние како политичка партија, уште еднаш ќе кажам, значи сериозно гледаме на овие локални избори. Како доказ за тоа е, значи секој доаѓаме континуирано многу последователни избори во изминатите години, секогаш доаѓаме со вас со конкретна програма, со конкретни проекти во програмата и се она што планираме да го реализираме во нашиот мандат. И оваа година имаме изготвено изборна програма за разлика од нашите противници од Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција, кои што има уште 10 дена останаа до изборите, но сепак вие како граѓани, ние како жители на нашата општина не успеавме да видиме програма, не успеавме да видиме што тие нудат за нашата општина, што нудат за граѓаните на нашата општина. Туку денеска бевме сведоци на градскиот пазар деја некои флаери на една страна таму напишале 5-6 проекти кои што планираат да ги реализираат, но за жал и тие се препишани од нашата изборна програма. Пробиштип навистина си го знае својот правец, одиме во правилна насока и со сите проекти кои што ги имаме ставено во програмата на кандидатот за градоначелник. Програма која што се изготвуваше во заедничка соработка помеѓу владата и локалната самоуправа. Секој проект е читан по 10 пати, размислувано како ќе се финансира, да се затвори финансиска конструкција со конкретни рокови, бидејќи сакаме тоа што е сега во програмата ставено на градоначелникот да се реализира онака како што е предвидено. Бидејќи тоа е наш принцип на функционирање, значи одиме со отчети, одиме со програма, одиме со конкретни работи и гледаме дека тоа не е заборавено од народот и поддршката секој избори е се помасовно и помасовно, така да веќе 7 избори поред ВМРО ДПМН ја добива поддршката од своите гласачи. Како член на владата, значи сум тука да ве повикам и овој пат да масовно излеземе на 24 март, да го дадеме својот глас за кандидатот за градоначелник Тони Тоневски, за советничката листа која што е предводи Ранко Давидков и во наредните 4 години да бидеме сведоци на реализација на сите проекти кои што се наведени во програмата, да на Пробиштип му донесеме уште нови работи кои што ќе значат по перспективен Пробиштип, бидејќи луѓето кои што прв пат доаѓаат во Пробиштип, кои што не знаеле за Пробиштип, гледаат дека Пробиштип е навистина едно убаво место за живење. Многу е важно да му ја осигураме перспективата, да ги задржиме младите луѓе тука и едноставно јас, бидејќи без разлика што работам во Скопје, се одлучив да живеам во Пробиштип, да имаме по-перспективен град за нашите деца, за едните млади генерации. Јас можам да ви ветам дека Пробиштип има една светла иднина, затоа што на територија на општина Пробиштип продолжува да се гради втората и третата фаза од хидросистем Злетовица, ќе имаме услови за квалитетно земјоделско производство, ќе имаме производство на електрична енергија, меѓутоа владата се повеќе внимание обрнува и на поедноставување на дозволите за геолошки истраги, кои што на наша територија минерали има многу, метали има многу, нивната цена е се повисока и се надевам дека во блиска иднина ќе има отворање и на нови рудници, нови рудни наоѓалишта, односно отворање на нови работни места. Нашата општина на своја територија ги има трите најбарани ресурси со кои што сите сакаат да ги имаат. Со тој успех сме пред најразвиените општини, пред општина Центар во Скопје, пред аеродром, пред Кисела вода, пред Карпош, пред Штип, пред Струмица, пред сите тие. И во иднина ќе продолжиме со тој интензитет, ќе продолжиме со домаќинско работење, ќе продолжиме со реализација на сите проекти со кои што се соочуваат нашите сограѓани. Меѓутоа, за тоа ни е потребно многу работа, многу поддршка од централната власт, многу залагање, многу домаќинско работење
многу енергија. Таа енергија ја црпиме токму од вас. Со давањето на вашата доверба како што ни ја дававте досега. Со огромниот број гласови што беа на наша страна. Ние имаме и огромна обврска. Преземаме огромен товар и само тоа е целта, односно само тоа е заедничкиот пат до успехот.